Добар ден, со мене во студијата е Илија Николовски, председател на партијата на пензионери. Добро дојдовте, господин Николовски. Добар ден, добро ве најдов и со задоволство доаѓам кај вас секој пат. Така е, пензионерите почнаа да ја трошат својата зголемена пензија, линеарно за 2500 денари во едно семејство ако има двајца пензионери, тоа е едни дополнителни 5000 денари. Дали е добра оваа линеарна инекција за пензионерите? Пак кога би рекол дека не е добра, би предизвикал револт кај најголем дел на пензионерите. Ние како партија на пензионери и се залагавме да повремено има нивелирање на пензиите во тие рамки и тоа сега што се дадоа тие 2500 денари зголемување, односно усогласување на пензиите, затоа што имаше многу голема разлика измеѓу минималната пензија и највисоката пензија и пензионерите, односно како ранливи категории на луѓе беа стварно тие со минимални пензии беа мизерни пензии и беше уметност да може да се преживее. И од таа гледна точка ние тоа го поздравуваме како адхок речение. Меѓутоа, ако гледаме како е во регионот, како е пошироко, значи ова решение како системско не е добро решение, затоа што пензијата е економска категорија а не социјална категорија. Значи за оние кои се со минимални пензии треба државата да има социјални пакети и да има некоја пристојна пензија за да може да преживат, или една така наречена државна пензија. Токму за тоа партијата на пензионери се залагаше и се залага и тоа пак ќе го актуализира да се донесе закон за минимална пензија. Со тој закон минималната пензија би била 70% од минималната плата, па и да е 65% пак е пристојно и многу подобро него од ова решение. Сега некој ќе постави прашање од каде пари. Државата партиципира во пензискиот фонд и од тие пари кои што партиципира се треба повремено да интервенира кај малите пензии да бидат некој пристојна да има пристојна разлика измеѓу минималната пензија и минималната плата. Иначе зошто ова е неодржливо на подолгорот? Затоа што ова е така наречен еднопартиски или социјалистички систем. И поранешната влада на Груевски тоа го прифати, сега ова влада пак од политичка гледна точка за време на изборите обеќаа право 5000 денара, па после видео дека не може тоа да го реализираат за 5000, па два пати по 2500. Сега треба да бидеме реални. Значи, ако беше 5000 денара, ќе беше друга приказната, тоа значи дека пензионерите се оштетени. Друго е да, значи за 6 месеци добиваат уште 2500, за 6 месеци губат по 15.000. Меѓутоа, во секој случај, тоа е добро. Сега, околу оправданост. Значи, тоа е така наречен социјалистички еднопартиски систем. Земи од еден, дај на другиот. Има луѓе кои поштено работеле 40 или 45 години, вложувале во пензискиот фонд, што значи дека владата не дава пари за пензиите, него пензионерите вложувале во пензискиот фонд. Сега ќе се покасно ќе заелаборирам зашто е во минус тој пензиски фонд. Значи вложило 40 или 45 години и некој кој има максимална пензија, например, треба да има 100.000 пензија, државата вика не можеш да имаш 100, него ќе имаш 70.000, значи 30.000 одат во солидарниот фонд. Тоа е првиот начин за солидарниот. Вториот начин е некој добива решение за 8.000 пензија, затоа што не уплаќа од ова, меѓу државата вика до минималната пензија ти даваме уште 5.000, значи државата на два начина, односно пензионерите на два начина учествуваат во солидарниот фонд. И сега, тие кои поштено плаќале, со ова големување или усогласување добиваат 3%. Тие кои
и троманите некои, не зборувам за тие кои се стварно оштетени, жртвите на транзицијата, за тие, према тие посебен почит имаме и ги поздравам. Меѓутоа има и тромани кои работеле во некоја фирма, 15 години работи, стекнува право за минимална пензија и за социјално осигурување и се договараат со газата, после тоа пари на рак и никој не се буни. Сега и тие добиваат 20%, а тие што посебно плаќале односно 40 или 45%, тие добиваат 3%. Или една проста математика со инфлација од 10%. Некој ако има 20.000 пензија, некој 12.000 го беда. Во старт разликата е 40%. Меѓутоа со овој начин ако биде, после 15 години, односно 10 години, разликата доаѓа до 15%. После 15 години испод 6%. Тоа значи дека некој поранешен министер или директор на некоја голема фирма, после 15 години, онај со земјоделска пензија, кој што уплаќал или не уплаќал, процентуално му се доближува. Значи, тоа е неправилно став во овај систем. Второ, државата не води доволно сметка за да се полни фондот. Треба борба против сивата економија. Борба против тие кои го изигруваат системот, газите на големи фирми кои не плаќаат доволно. И на тој начин пензијскиот фонд е ослабен. Следна работа, ослабен е и затоа што има многу кои од политички причини, така, например, она Македонија вработува околу 20.000, за кои не уплаќано, опште државата не уплаќала, придонеси сега се и во тој кош со минималните пензии. Се зборува, не можам да тврдам, дека и некои дури од Косово кои примаат македонска пензија и затоа пензијскиот фонд, кој треба да биде еден од најбогатите после приватизацијата, затоа што 15% од акциите ги имаше, кој можеше да живее од дивиденда, со тие изигрување сега дојде пензијскиот фонд да мора да го полни еден дел, да го полни државата, државната каса. И сега не би рекол дека да поентирам, кога поранешната власт дојде на власт 2017, 49% беше во минуса. Сега со губењето на избори дојде некаде околу 30%, 33%. Новата власт викаше дека празен и така натаму. Меѓутоа, никој пат подобра кондиција не е бил него сега што е пензијскиот фонд. Сега друго е прашање што претходната власт тие работи не знаеше да ги искористи, да ги пласира, или околу сега да не елаборирам околу просечната пензија во регионот. Значи, ние то не стоиме така лошо во регионот како што сака некој да представи. Вие веќе не сте во власта, нели? Научени сме да ве гледаме и како пратеник, меѓутоа сега не е, мислам, ништо невообичаено да нема партија баш конкретна за пензионери да партиципира во власта, но се наоѓаат начини секаде и во регионот како тие нивниот глас да се пренесе. Дали до сега сте имале средба со премиерот или пак можеби со ВМРО за нешто да усогласите некои ставови? Значи, прво околу партијата на пензионери. Партијата на пензионери ја формираме во време кога пензионерите беа најизманипулирани и најизмајтепирана општествена група и сега да не го елаборирам. И се покажа дека има свое оправдување затоа што до формирањето на пензионерите политиката се занимаваше со пензионерите, но без пензионерите. А пензионерите тоа го не заслужуваат и треба да бидат во власта. Према тоа, пензионерите ако сакаат своите права да ги реализираат, остваруваат, треба да има јака партија на пензионери како што има во соседните земји. И треба да дојдат помлади, ево, јас сум веќе човек во години кои со
тек на времето ќе си заменат да дојдат помлади на чело на партијата. Сега што се однесува до соработката со новата власт, партијата на пензионери е партија на центарот, партија која идеолошки не е оптеретена и својата програма е таква направена да треба да се бори за правниот социјалниот статус на пензионерите и сите маргинализирани општествени групи во државата. Таа идеолошка неоптеретеност ни возможува да можеме да соработуваме со сите партии од било која провиненција. Значи, ние сме партија на центарот, независна партија и званични контакти не сум имал со раководството на ВМРО, меѓутоа со скоро сите пратеници кои беа во парламентот имам многу коректни односи. Повремено се слушам со координаторот на ВМРО господинот Мицески, се има слушнато и со Сајковски, генералниот секретар, така да ние како партија се што власта ќе го направи добро, како партија ќе го поддржиме и за да можеме правата на пензионерите да ги реализираме, ние сме упатени да соработуваме со власт. Сакаме таа работа да биде коректна, таму каде што треба, ако зависи нешто од партијата на пензионери, ќе ги поддржиме. На нас ни престои пререгистрација на партијата од јануари до октомври, односно до март месец. Додека не ја пререгистрираме партијата, после пререгистрацијата на партијата, која нема да има никакви проблеми. А зошто ја пререгистрирате? На секои 4 години се пререгистрира партијата, ќе одржиме конгрес и тек пред локалните избори ќе се позиционираме. Дали ќе одиме сами на избори, дали со некој ќе коалицираме, до тогаш ние сме независен политички субјект и тоа ни овозможува да соработуваме и со актуелната власт, и со опозицијата, и се што е добро ние ќе го поддржиме, а ова што не е добро, например, има работи кои се испод моите очекувања сега од новата власт, например, борбата против корупцијата. Јас очекував дека многу по-остра, по-енергична борба против корупцијата, меѓутоа јас не гледам некои посебни резултати. Например, ево да го земеме случајот во Струмица, се најавуваше дека епски криминал и така натаму, тој епски криминал испаде на овај газата, како се викаше, музе до Апасошот и ништо друго. Ова сега со цариниците и така натаму, се тоа ситни риби. Се додека некој поранешен министер, судија, обвинител, тие крупните риби не биде притворен, нема резултати во борбата против корупцијата. Тоа го Европа очекува од нас, тоа го очекуваат од граѓаните, затоа што државата не е стварно корумпиран и партијата на пензионери е за енергична борба против корупцијата. Јавно кажувам дека од досегашните резултати на власта не сум задоволен околу борбата со корупцијата. Господин Николовски, ви благодарам на овакво со интервју. Се гледаме следниот ваш. Жал ми што немаше повеќе време, али тоа е. Вкусите интервјуа даваат повеќе ефект, верувајте. Повторно ќе се видиме. Добро, благодарам и јас на вас. Ние продолжуваме со нашата програма.